Почитувани сограѓани, пред да ви се заблагодариме, сакаме да ви честитаме на демократската зрелост што ја покажавме при одржувањето на овие локални избори. Исполнивме еден од најбитните евроинтеграцијски услови. Докажавме дека веќе имаме европски навики и потреби. Прилепчани го продолжија патот кон просперитетот, успехот, развојот, патот кон нови дела. Покажавме дека знаеме да направиме разлика меѓу реалноста и лагата, меѓу мудроста и наивноста, меѓу искреноста и лицемерието. Дека сме и наедчи кога најмногу треба да знаеме да ја препознаеме вистината. Покажавме дека заедно можеме да реализираме уште по 100 нови проекти годишно, дека сакаме да бидеме лидери во Република Македонија, дека сакаме да живееме во европски прилеп. За тимот зад мене, овие над 28.000 гласови се гордост, но и обврска пред сите вас. Многу пати реков дека енергијата ја црпам од вас, од вашата искреност и континуирана поддршка. Со 28.000 гласови, верувајте, имаме енергија и за плюс проекти кои воопшто и не се напишани во нашата програма. ВМРО ДПМН докажа дека само со отчетност, со прецизност и затворени финансиски конструкции на проектите може да се тропне на секоја врата. Со лаги, притисоци, физички напади, отпор кон својот народ, уништување и сквернавање, не можете да се надевате на успех, почитувани социјалдемократи. Поминаа 20 дена, кога бевте изложени на најниската кампања од Социјалдемократскиот сојуз, чувте, видовте, прочитавте се и сешто. Но само едно не. Не видовте програма, не видовте нови идеи, не видовте нови луѓе и нов тим. Ни на Бихачка во Скопје, ни во Прилеп. Може би само во Прилеп не добивме честитка од политичките противници. Ни од носителот на листа, ни од кандидатот, така наречен демократ Локвенец. А и двајцата 20 денови се прокламираа како универзитетски граѓани, кои сакаат да бидат татковци на сите граѓани во Прилеп. Почитувани сограѓани, тука е разликата меѓу нас и нив. Ние знаеме да честитаме и да се извиниме. Знаеме да останеме горди до крај. Ги повикувам и двајцата во секое време во интерес на прилепчани и на тие што им дадоа доверба за сите нивни реални проекти да повелат во локалната самоуправа и ќе им бидат овозможени максимални услови да ги реализираме заеднички во интерес на наш Прилеп. Со тоа ќе докажа дека нивните политики биле реални и исправни. Воспротивно ќе се приклучат на политичкото сивило на нивниот лидер Бранко Црвенковски, кој трае 23 години и во Прилеп и во Република Македонија. Овој пораз е од нивна помош, бидејќи ќе им овозможи, конечно, на новите кадри, кои се надевам за брзо ќе дојдат во Социјалдемократскиот сојуз, да се трансформираат како партија и да бидат достојна и честна опозиција. Бидејќи ние од секогаш во Прилеп не сме се занимавале многу со нив, сакам уште еднаш на сите членови на ВМРО ДПМН, на сите симпатизери, поддржувачи и најмногу на неопределените, наискрено да им честитам и да им се заблагодарам за поддршката и да им ветам дека во отчетот по 4 години ќе ги видат реализирани сите 400 проекти наведени во нашата програма за Европски Прилеп. Ви благодарам уште еднаш на сите и сакам ова прилика да ја искористам, да му честитам на новиот пратеник, господинот Панче Дамески, кој што достојно, како што и претходно не застапуваше во парламентот и собранието на Република Македонија, така и понатаму ќе ги застапува интересите на Прилеп и на Република Македонија. Уште еднаш голема благодарност до сите граѓани на општина Прилеп.